И ова утро во првиот блок за гости ние сме модно настроени. Нашата прва денешна утринска гостинка туку што ни се врати од Милано, а многу повеќе за се она што таму се случуваше ќе ни каже лично таа Анастасија Стејси Богдановска, моден новинар. Добре ни дојде во Добре најдов. Благодарам на поканата и на отстапениот простор да зборуваме за вакви теми. Така е. Милано како центар на модата, како град во кој што од каде се поаѓа низ светот, верувам дека многу те инспирираше и многу нешта имаше прилика да сретнеш таму, да научиш, да направиш добри конекции, но и да се мотивираш себе си што понатаму, бидејќи ти си една неуморна, една незапирлива млада дама која што непрестано нешто ново започнува да прави и знам дека сигурна сум дека ќе сподели со нас доста интересни работи кои во перспектива планираш да ги работиш на релација Скопје-Милано. Кажи ни прво како отпатува во Милано? Во Милано, значи јас веќе сум таму акредитирана како моден новинар веќе 14-та година сега. Нели во континуитет се обидувам да одржам некаков континуитет со тие патувања и малку нели да видиме како е тоа таму, да не се затвориме малку само во нашиот круг. Но оваа година отидов со поддршка на амбасадата на Италија во Македонија и на Агенцијата за надворешна трговија ИЧЕ, кој што ме поддржа и кој што нели ме испратија на некој начин да посведочиме што се случува таму и тоа да го пренесеме тука. Согледа таа потреба всушност да малку и тука позборуваме за тие некои убави нешта кои што не се само убави нешта, туку се всушност и нели како трговија ги движат нештата. Мислам модата е една индустрија која што светски е нели и во најголемите кризи па опстојува. Да, и не само тоа, туку нели ги движи нештата, ги движи и општествените и финансиските, нели економските правци низ целиот свет. И кај нас има соодветна некаква си улога, меѓутоа нели можеби не зборуваме толку едноставно за сето тоа. Таму всушност се случуваше саем за накит и мода, а веднаш по завршувањето на саемот продолжи модната недела во Милано. Да, токму така. Работите се испреплетени. Саемот на кој што присуствувавме, Milano Fashion and Jewels, беше фокусиран на модни парчиња од секаков тип, нели, накити и облека, и материјали, тенденции, трендови, мислам сето тоа се дискутира таму и се зборува до некаде затворени врати, да речеме не се баш затворени, нели за оние кои што се дел од индустријата, тие присуствуваат редовно на овој тип на настани, дури поважно има да присуствуваат на тоа отколку на модни ревии класични, нели кои што каде што тоа се што го гледаме всушност и на социјалните мрежи. Овој саем се случи и во некаков меѓупростор беше помеѓу Миланската недела на убавина и Миланската модна недела. И беше 4-дневен некој меѓупростор каде што се зборуваше токму за тоа, малку инсайдерски информации за тоа што е во моментов актуелно во модата, кои се трендовите, кои се тенденциите, на што треба да се работи, но и некакви насоки да им се дадат на оние кои што се во индустријата како да функционираат и како да ги остварат тие некои своји замисли, бизнис или идејни, што за дизајнери, што за купци. Така што фокусот беше токму на тоа, преку работилници, преку модни ревии, да видиме што се случува во модата. Так, имаме ли некоја боја, некој колорит кој што е актуелен за оваа сезона да ни го да ни го доловиш од прва рака? Боите генерално се враќаат, тоа е многу интересен момент, дека модата нели општествено зборува за нештата. И секако боите значи си фигурираат вака или онака. Имаме бои на годината, меѓутоа важно е дека ги комбинираме сега и доминантни се. Значи нивниот интензитет се враќа. Токму вчера дискутиравме. Јаките бои се враќаат на сцена? Да, затоа што нели изнесуваме карактери преку сето тоа. Изборуваме и за ентузијазам и токму вчера зборувавме за фактот дека таа Royal Blue се некако почна се повеќе и повеќе да се појавува. Мислам, секогаш
нели има никогаш нема само една боја. Меѓутоа колоритот на портокаловото, лимета зелено си има нијанси во боите, но сега важно е дека нивниот интензитет се враќа. Одлично. Кај накитот, ако веќе го споменеме и накитот, каков накит е актуелен сега и што е она што да речеме никогаш не излегува од мода во поглед на накитот? Накитот е многу една интересна категорија, навистина интересна, затоа што нели во првично ќе ни истекне за некои помали, посуптилни парчиња, меѓутоа многу зборува. Затоа што сега повторно нели со тој момент стануваат некои работи подоминантни, големите парчиња накит зборуваат исто за тоа што сакаме да изнесеме, нели, и како сакаме светот да не гледа. Доста големи, доста комбинирани парчиња од различни материјали и дури оние кои што се помали парчиња имаат доста елементи во себе. Јас тоа што го посведочивме на сајмот, за жал и немаме ни премногу нели слики визуелно што можеме за тоа да зборуваме, за тоа што не сме сега во можност да прикажеме нешто од сликите. Да, имаш право, и минималистичкиот накит и оној кој што едве се гледа под лупа и тој многу зборува. Да, затоа што имаше парчиња кои што беа навистина малечки, меѓутоа изработени со доста елементи внатре. Материјалите кои што се применуваат се исто многу воочливо е дека се работи на тоа, нови материјали се применуваат, нели поинаку изгледаат, така што се работи на тоа што го ставаме на себе, тоа да зборува доста. Иако дури дали ќе биде големо и доминантно како модно парче или ќе биде суптилно само по себе. Кажа на самиот почеток, Стејси, дека веќе 14 година ги следиш овие настани и си присутна во светот на модата. Каде сме ние во поглед на она што се случува во Милано? Можеме ли ние да кажеме дека како нација следиме мода, следиме трендови и дека не интересира да бидеме облечени во стил? Што е она што, да речеме, би го направила како една разлика по она што ќе го видиш во миланските улици на облечени луѓе и низ скопските улици, да речеме? Па јас милувам да кажам дека ние како нација имаме тенденција кон тоа да се дотераме. Сакаме да се дотераме. Но факт е дека нели нашите можности се многу поразлични и нашите опции се доста лимитирани. За жал, но се гледа во народот дека сакаме да се потрудиме, барем да си бидеме колку толку дотерани, колку толку средени, барем ете така да кажем. Тоа што ми е многу жал што го сведочам е дека младите малку не работат на собственото изразување модно, значи како личности. Младите кај нас. Младите кај нас, да. Добро, нели генерациите се доста дигитализирани и тоа што се гледа на социјалните мрежи, тоа се обидуваме по тоа да го некако да го ископираме. Жално е што тоа не зрачи со карактер. Значи, без индивидуалност, никаква разлика, ништо свое се нема. Да, нешто свое, некој свој детал да се внесе во целото тоа. И тоа што го гледаме, нели, потоа мислиме дека сето тоа треба да биде луксус. Не значи луксус, не луксусот сам по себе, нели, она што е скапо, да речеме, не значи луксус, тоа сакам да го кажам. Важно е да се биде свој и тоа да се кога ќе се стави на себе да се знае да се износи. Да се износи, така. Да. Од оној наш разговор пред да влеземе во студиото ми кажа дека интересно е тоа што повторно се враќаат на сцена возрастната категорија и на модели и на луѓе кои што имаат веќе се во некое зрело доба, така нели? Апсолутно. Пак зборуваме за тоа дека имале нели нешто свое и заради тоа останале запаметени доста нели од моделите и супермоделите кои што мислам ги паметиме од 90-тите, почетокот на 2000-тите и дефинитивно се доминантни на модната сцена. Сега на модните ревии се најмалку половина од моделите се па нели некоја возраст која што ајде да речеме над 30-та година, од таму да тргнеме, меѓутоа и доста постари. И тоа апсолутно не е никакво табу и сите кога се радуваме кога ќе ги видиме. Значи нивната енергија на модните писти зрачи и знаат да ги износат нели парчињата на еден свој начин.
работат, мислам се гледа дека работеле на својот од и оставаат впечаток. Тоа е многу важно. Тоа е важно и да се види за новите генерации. Во еден пред неколку години тоа го немаше, кога почна да се зборува за тоа, нели, и Донетела кога ги врати супермоделите и нели почна да се појавуваат, Наоми кога се врати малку поактивно. И целото тоа зборува за тоа дека тоа, ако си оставил трак, едноставно тоа следи, тоа не е само моментално нешто. Како ќерка на Сани Богдановска, наша позната модна икона, верувам дека ја знаат сите, верувам, сигурна сум дека и многу имаше прилика, растејќи покрај неа, како твоја мајка, да учиш, да истражуваш и да бидеш во тој свет од мали нозе. Мајка ти е една од првите, ако не може би единствената, која што дозволи да се врати на своето фабричко подесување во поглед на белата коса, во поглед на она да бидам во склад со моите години, да бидам во склад со мојата возраст, а сепак тоа да изгледа многу убаво. Како во Милано жените во таа зрела возраст, да речеме, излегуваат во јавност? Има ли жени во светот на модата кои што си ја сакаат природата во себе и воопшто не се устучаваат да ја покажат таа јавно пред сите? Секако, да. Работата е што таму природното секогаш доминира. Во тие светски модни центри имаат отстапено простор на грижата за себе. Повеќе отколку на тоа да тие имаат, нели, нешто, мислам, на луксус како таков, нели. Достапни им се сите модни брендови и го препознаваат квалитетот во изработката, квалитетот во материјалите, токму затоа ги носат. Не ги носат заради тоа што тие се скапи или се некаков статус. И тоа секако зрачи. Немаат потреба, нели, да претеруваат, значи со што и да се прави на себе. Целата поента е да го извлечеме најдоброто од себе си, да го ставиме најдоброто што можеме на себе, да се представиме најдобро што ние, нели, можеме. Така што тој момент на зрела доба секаде каде што сега се представува, нели, и дури во рекламите за козметиките, целата поента е таа козметика да ни оди во прилог на тоа што го ставаме на себе, мислам, тоа што сме ние, а не тоа да направи некаква фасада, нели, а да не зборуваме и за дополнително за козметичките, нели, третмани кои што какви конекции оствари во Милано и какви се сега твоите планови насоки? Поддршката од амбасадата на Италија во Македонија и од ИТА агенцијата навистина ми значеше доста, затоа што предходно се обидував сама да направам одредени напори, кои што, нели, како индивидуалец е многу тешко, затоа што македонската модна сцена во моментов малку кубури и нели, лимитиран е бројот на луѓе со кои што може да се работи, да се соработува тука. Важно е дека остваруваме контакти кои што се со модни авторитети таму, кои што препознаваат дека тука може да има нешто. И нели, таа соработка сега и тие разговори кои што се во тек се остваруваат една патека, се надеваме дека навистина ќе ја отвориме, да фактички им помогнеме на талентите во Македонија и да ја подигнеме малку модната сцена која што е тука. Факт е дека дизајнерите тука се обидуваат постојано, меѓутоа имаат многу малку поддршка во тоа да имаат некаков континуитет, како од народот, така и од финансиерите и од, нели, од купците, и тешко е да се одржи и креативата, тешко е да се одржи, нели, и присутноста на пазарот тука, нели, зборуваме за сепак некаков карактер, македонски дизајнер и македонска мода си има нешто свое. Така што работиме на таа платформа, која што ќе биде не само за младите таленти, туку за сите таленти кои што се тука, и се надеваме дека, мислам, таа поддршка од надвор, навикнати сме, нели, дека ако надвор се препознае, па потоа и кај нас би можело да успее. Мислиме дека таа поддршка од надвор малку ќе не поттурне, ќе ни даде ветер во грб, за да нешто направиме за македонската мода, и така што наскоро ќе има една платформа која што ќе му возможи на сите да малку и компетитивно, меѓутоа малку да ја пробуди таа модна енергија тука. Одлично. Посакувам да оди лесно и онака како што
ти посакуваш, па со некои нови информации, со некои нови вести од светот на модата, повторно ќе ни гостуваш. Благодарам многу на можноста да си позбруваме и за вакви теми. Секогаш си добре дојдена. Искра? Да, интересно, модерн новинар, модерн критичар, не знам дали не гостувал досега. И кога прочитав дека ќе не дојде, прво што си реков, леле, за срамота требаше да се дотера малку. Да не скара. Јас имам само едно мало прашање. Нели, кога се зборува за светски модни сцени, Милано секако е една од нив, оние што ги знаеме, Лондон, Париз, ако пропуштам некоја, помогни ми Њујорк. Тие се 4, да, тие 4. Да, според тебе, кој е навистина центарот на светот? Според бројките од секој аспект, дефинитивно е Париз. Нормално секој си има свој карактер. Да, и интересно е дека освен тие 4 кои што така ги знаеме, нели, Њујорк, Лондон, Милано и Париз како што се подредени, и ова беше нели моден месец всушност, по една недела секаде, се раѓаат и нови. Заради тоа што секој си има свој карактер и секој град си има свој карактер, така што сега Барселона. Например во Азија што би било ново? Па сега Дубај е доминантен, значи, мислам, каде што се парите, тамо и модата изгледа. Кина, Токио, нели, Токио е доста со своја сцена, Хонг Конг, има навистина се различни точки каде што нели различни нешта пренесуваат. Всушност тоа и се обидуваме сега тука да го направиме со нашиот добро додека го направите тоа, ти посакувам да ги посетишете овие центри што ги спомнав. Само овие. Да, сосема доволно. Само тие, да, малку ни светот да прошетаме. Благодарам. Благодарам многу на разговорот.